Споредбите на стручни лица и на пошироката јавност колку е корисно и колку штетно поставувањето на фотоволтаични централи, особено кога е во прашање плодно полско земјиште, создаваат дилеми меѓу граѓаните што се добива, а што се губи од сето тоа. На штетните последици од поставувањето на сончеви колектори врз плодното земјиште алармираат пред се агростручњаците. Затоа се повикува на целосно ревидирање на енергетската политика, како и измени во законската регулатива со цел заштита на плодното земјоделско земјиште како единствено национално богатство кое гарантира екзистенција за населението. Поедини познавачи на состојбите велат дека сончевите колектори поставени на продуктивно плодно земјиште нема да влијаат врз намалувањето на цената на електричната енергија, а наспроти тоа долгорочно ќе влијаат на поскапувањето на цената на храната. Друг проблем е што сончевите колектори представуваат опасност од појава на електронски отпад кој што државата нема капацитети да го рециклира, а инвеститорите немаат законска обврска да го санираат. Поради сето тоа, неопходна е национална стратегија за поставување на обновливи извори на енергија со точно определување на локациите кои можат да се користат. Меѓутоа, во услови кога политиката ги диктира сите развојни сегменти и во областа на енергетиката, многу тешко е да се спречи неконтролираното зафаќање на правокласни парцели кои наместо храна ќе даваат сончева електроенергија, а неплодните голи ридови ќе зјаат празни и неефектуирани.